Така војната, 2001 година војната. Кажете ми, сакам да ве запрашам, вие често пати во интервјуата велите дека ние, македонскиот народ, македонската влада тогашна сме ја загубиле војната, но пак нашата држава вели дека сме ја добиле. На срамен начин ја изгубивме. Да, но пазете сега, тука има еден факт што како на пример еве, ако ние сме загубиле војната, тогаш ние ги фактички ги помилуваме терористите, а нели обратно би требало да е. Ако они победиле, треба они нас да не помилуваат, а не ние нив. Видите. Прво, војната во 2001 година, како што претходно реков, Добро. е резултат на 99 година на прекројување на Балканот, разбирате. Почнало на Косово, продолжи во Јужна Србија, заврши во Македонија. Тоа е еден концепт американски. Учака ги спрема тајните служби на Велика Британија и на Америка. Уште од 28-97 јас бев во Албанија, во Кукс горе, кај што разбирате, кај што беа камповите, кај што се спрема учака војниците во Албанија. Не на Косово, разбирате. Значи тоа беше албанско масло. Имавте ли некакви сознанија дека ќе почне војна, дека се спрема нешто такво? Видите, мислам се зборуваше, сите знаева дека има нешто. Само нашата полиција не знаеш. Види, кај нас на крај војната да го заклучи, да почнеме од крајот. Ние загубивме на срамен начин. На маса или на терен? На терен. На терен. Знаете кој е одговорен за тоа? Полицајците ви сме ја добиле. А што сме ја добиле? Дига, нели, зашто знамија... имаше, што значи Охридскиот рамковен договор? Е капитулација на Македонија. Тоа е најголемата капитулација на Македонија започна со Охридскиот рамковен договор. Имаше бели знамења, имаше... Кај имаше бели знамења? Од нивната страна имаше. Немаше никаде. Во Рачиново. Одговорноста, што се случи во Рачиново? Беа евакуирани терористите според Робертсон, генерален секретар на НАТО. Знаеме дека ги влече заедно со 25 американски инструктори. Знаете ли дека имаш таму американски инструктори? Да. Тоа е познат. А американските инструктори што беа таму? На кафе? Ама мислам, сигурно не на кафе. Сигурно не на кафе, разбирате. И знаете кој е одговорен за тој пораз срамен наш? Имавме ние 10.000, како се вика, армија и 10.000 полицајци, разбирате, изгуби од колку 2.000 или некаде бија 3.000 терористи? Според вас председателот Борис Трековски? Апсолутно. Командантот сакаше со молитви да ја реши ситуацијата, разбирате. Иначе беше патриот, посветен на Македонија, чесен човек, американците... Се познававте? Како не? Соработувавме одлично, разбирате. Бевме да нечем да бевме на некој начин пријатели, само велам, човекот го искористи американците, го исцедија и на крај знаеме како заврши. Тоа не е случајно. Така да, неговите, како командант на вооружените сили на Македонија, он дозволи да изгубиме војна, тоа беше војна од 2, нека 3.000 биде, како се вика, терористи. Но, знаете како, да ве запрашам, според вас војната беше за територија или за човекови права? Лимани е сега, и тука го имам да не го барам, Лимани е сега министер за што е? Не е локална самоуправа. Не знам, Лимани, роднина Собрадичка. Така. Он е Собрадичка министер сега во владата. Тој е роднина на Али Ахмети, разбирате? Роднина, и то близок роднина на Али Ахмети е. Тој има изјавено, ќе ви го најдам тоа, дека војната беше за територии, меѓутоа после тоа беше не така трансформирана во нешто сосема друго. Он има изјавено, а тоа мислам е јасно, секој што го следи тоа. Што мислите вие? Беше и првите 5 соопштенија на ОНА, разбирате, се апсолутно за територии, за ослободување на албанските територии, и после тоа сменија песмата, затоа што видува дека тоа не поминува. И да знаете човекови права. И да човекови права. А знаете дека всушност
Значи, 5 сообщенија беа, тако, никаде не може да ги најдете 5 сообщенија, тие ги крие нашата власт, разбирате? Значи, тие тргна и целта беше тоа, НАТО, за сето тоа стоеше НАТО, нивниот концепт, тие мислеа дека Македонија, затоа беа првите 5 сообщенија за ослободување на албанските територии во Македонија, првите 5 сообщенија, американците, НАТО, организаторите на таа војна, на сите тие 3 дела од Албанија, односно Косово, Јужна Србија, Македонија, смета дека Македонија ќе колабрира за месец-два. Смета дека такви какви што сме искарани меѓу себе, Готови. дека Македонија ќе колабира да 3 месеци и ќе почне федерализацијата уште тогаш. Не успеава и тие ја сменија својата политика, после 2-3 месеци, колку беше отприлike, некаде во март почна, нели така, април-мај, некаде или во јуни, ја сменија и ја претворија во човекови права. А како се вика Тачи Нашиов, тогаш кажа, вика, абе нема војна што се води за човекови права. Ако се согласиме, дека војната беше за територија, нормално дека јас така мислам, тогаш, а знаеме дека територија не успеа да оцепат од нашата Република Македонија, значи дека не победиле. Како не победија? Па како? Каква е ситуацијата територијата сега? не цела, а Косово знаеме дека си се одвои. Не се одвои Македонија си остана цел. Не се одвои Косово. Сте го слушале Украдо вика Џефри Сакшо вика? На американците им требаше база во Јужна Европа, рече. Бонсте. Молам? База им требаше, војна база, нема во тој дел, и тие сметаа дека тоа е најдобро да биде на Косово, и затоа направи го бомбардира колку 70 дена, 80 дена го бомбардира Белград, вика, за да може да направат своја база на Косово. И тоа го направи, разбирате. А Македонија си остана цел. Македонија остана цела, значи, нашите сили успеале да одбранат. А кој вика да остане Македонија цела? Имаме ние македонците било каква контрола во Тетово? Никаква. Имаме некаква контрола во имаме држава сега. Ама држава имаме, видите. Ќе пратиме специјалци, ќе го решат тоа не. Кој ви вика? Кој ќе прати специјалци? Па некоја влада што има малце повеќе храброст. Нема никаква влада нема, зашто во МВР се веќе пола-пола, разбирате. Така да тие нема да додат на тако. Македонија е формално во голем дел веќе федерација, јазична, разбирате. Апсолутно поделена. Па ова веќе не го зборат ни албанските политичари. Ама како да го зборат, не се будали да го кажат тоа? Тие тие одат чекор по чекор, разбирате. И успеваат. А македончињата се продаваат за да ја задржат и да добијат власта. Така е 35 години, разбирате. И тоа продолжува. И продолжува и денеска, може и малце на поскромен начин, истото продолжува. Дали, например, забележувате, амбасадоре, например, дека во поново време, еве сега, албанската кауза, албанскиот народ малку се стиши во однос на Македонија, дека сака да земат делови, дека се нешто не им чини, дека сега во поново време гледаме дека не е истата плоча. Нема никакви промени. Истото е само со различни тонови. Еве, дури и Дуи се стиши. Кој ви вели? Што најавува нешто горе, ништо не се случи. Кој ви вели? Па ви го читав писмото на Али Ахмети до Кодзијас. Драги пријатели, успеавме. Што успеавме? Да ја разбиеме Македонија. Не вели дека го решиме проблемот еден друг трет. Писмо може да си праќа, тоа не е проблем, него не може да действува сега. Ама тоа е политика, разбирате. И тие действуваат. Тие действуваат, за разлика од нас, македончијата, кои сме доста тапи да политички, разбирате, и кои сме спремни да продадеме се за некој ситен политички, партиски успех, разбирате, тие имаат стратегија долгорочна, која е на еден апсолутен начин ја реализираат. И постојано, и денеска истото тоа. Ево билам, вчера Таравари изјавува зашто не се спроведуваше договорот од Нивици. Зашто се користи името Македонија? Па тој човек, политички треба утре да го исклучиш, разбирате. Ќе го искарат, мислам дека нема да. Кој ќе го исклучи? Никој нема да го искара, разбирате. Никој нема да го искара, тоа останува. Разбирате, мислите дека премиерот сегашен дека нема сила во однос на Таравари да го воспита? Видите, за разлика од нас, кои сме длабоко поделни, никогаш не сме биле поподелни како македонци во држава, тие имаат апсолутно единство кога е националното прашање на маса. Апсолутно.
никој не сме да размислува по инаку, не да делува. А нашиве, еве што се случуваше, секој ден што се случува, разбирате. Сега имаме што се случуваше во Европскиот парламент. Ево сега, овие предлагат резолуција, што е еден начин да ги разобличиш бугарите, дека сме, нели така, македонскиот народ, така натака, овие се против. Значи, едни против други работиме ние, дока ние... Да ве запрашам клучно, вака според ова. Ајде. Кога беше на власт СДСМ, кога беше премиер Зоран Заев, тогаш многу ми навеля дека на вас се дуи, а СДСМ им помага. Измеќари веле и така натака. Тоа е факт. Сега се на вас ВМРО. Дали го гледате истото, само например, влем дека се на вас, а дека ВМРО им помага, или има некаква разлика? Ние имаме една реалност. Албанските лидери се тие кои што се и кои во голема мерка ние самите ги создадовме. Зашто им дававме простор и тие растеа. И сега веќе се тие тука. Значи нашиот маневарски простор е сега ограничен. Нивниот е максимално проширен и тие тоа го употребуваат свесно, плански, на долгорочна основа. Знаете, дека држава не се гради преку ноќ, разбирате. И да се разбереме, Македонија по многу што е веќе федерација, јазична федерација, а клучот е, че имаш два јазика кои се веќе прифатени од наша страна, што е катастрофална историска грешка, со два јазика има само федерација. Нема ни една унитарна држава со два јазика. Ако е унитарна, чему ти се два јазика, разбирате? Тоа е првото. Второто е да нивната долгорочна стратегија, која е диктирана пред се од Тирана, следена максимално од Косово, иако меѓу нив се, нели, Боже, има некакви разлики. Еди Рама пред колку време предлагаше заеднички председател за Косово и за Албанија.